Изборите за мис на убавина не се повеќе како порано. Ако порано беше убавината главна цел, денес скоро сите избори таргетираат кон она што се нарекува убавина со цел, убавина и хуманитарност, убавина и некои други многу повозвишени цели кои што ја прават жената комплетно да биде жена. Ние имавме честа Македонија да ја представува Теја Ѓорѓиевска на изборот за Мис Универзум, односно таа е првата македонка која успеа да биде на Мис Универзум. Теја како си помина во Мексико и кои се твоите први впечатоци, односно впечатоците од самиот настан од оваа денешна перспектива? Најпрво ви благодарам за поканата. Во однос на прашањето, би сакала да кажам дека искуството, како самото искуство, како самиот избор беше едно фантастично доживување, нешто можеби неповторливо. Би препорачала на секоја девојка која што се мисли дали да се пријави, нека се пријави. Изборот е пролонгиран, откажан, меѓутоа имате, тоа е добро можеби бидејќи имате шанса да се пријавите повеќе. Во Мексико беше еден склоп и еден микс, да кажам, на различни традиции, на различни култури и многу сум благодарна што истото успеав да го доживеам и да учам, да осознавам за различни култури, да се запознавам со толку многу народи, со различни девојки и тоа го сметам за огромно богатство за мене како личност. Што примети, што бира жирито најмногу? Значи, што се бара од денешна гледна точка покрај убавината, нели? Веројатно се барате некои други вредности кои што може да ги има или да ги пронајдат во одредена мисица. Еве што се бара конкретно, а што понуди ти? Точно, како што рековте веќе, значи изборите сега не се исти како порано. Убавината, физичката убавина не е единствениот карактер за една мисица да биде мисица. Титулата мис носи многу повеќе тежина, многу повеќе и одговорности, исто така како и јас што знам, и сите што пратат такви работи и ги пратат изборите за убавина, знаат дека освен физичкиот изглед, многу е важно карактерот на девојката, таа да биде автентична, да носи дел од својата култура и од својата традиција со себе, каде и да се одржува настанот, да биде многу учтива, да биде фина. Исто така, како што напоменавте веќе вие, многу е важно убавината да носи некоја позадинска приказна, односно мисицата која што ќе биде избрана да биде глас за оние што немаат глас. Тоа е целиот фокус на секој избор за мис. На што беше ставен твојот фокус? На што ти го подигаш гласот? Мојот фокус минатата година беше за и мојот јас како личност и како представничка на Македонија и изборот што се одржа во Скопје овде, беше ставен фокус на деца кои што имаат попреченост во развој, како може да им помогнеме, како може да ги вклопиме во нашето секојдневие, да не ги гледаме и таргетираме како нешто страно, како нешто да не е во ред, да доближиме на луѓето и на граѓаните дека всушност сите сме исти и сите заслужуваме шанса да бидеме среќни и да се дружиме, да бидеме пријатели и да си помогнеме. Дали барем малку допринесе во твојата мисија во нашата земја? Па јас се надевам дека да, сметам дека да и многу сум горда на тоа. Мислам дека тоа е една од најубавите работи поврзано со изборот. Кажи ми, кога ја носеше македонската традиционална носија на самиот настан, како се чувствуваше? Горда македонка, што те понесе? Точно. Многу ми беше чест ми беше и многу ми беше задоволство да ја носам таа носија, бидејќи истата е стара преку 200 години и мислам дека тоа е можеби најубавиот фустан што го имам облечено во животот. Огромна чест беше за мене. После изборот се нудеа ред ангажмани кои што ги прифати веројатно и кај нас, меѓутоа и Истанбул, твојата агенција која што те однесе на самиот избор за убавина. Кажи ми, што после изборот, што направи на тој моден па и патот на мисицата? Искуството после изборот беше доста убаво, да кажам. Имаше доста ангажмани, како што рековте, меѓутоа мораше да се селектира кои да се прифатат, кои не. Просто кој бренд носи добра порака, кој не носи добра порака. Тоа беше главниот, да кажам, сортирачки фактор. Меѓутоа имаше многу ангажмани, многу работа, беше многу убаво искуство и можам да кажам многу убава одскочна даска за мене личност. Бидејќи пред тоа се немам бавено со овие професии.
Бидејќи си првата мис на Македонија која не представуваше на изборот за Мис Универзум во Мексико, а веќе ја бираме следната представничка, што би препорачала, на што да повнимава, на што да се фокусира, во твое лично искуство? Би препорачала најпрвин да биде своја, да биде самоуверена, да се дружи многу со девојките, бидејќи мислам дека тоа е едно од најголемите богатства што ги носи изборот за убавина, и исто така да ја својата мисија која оваа година поврзана со изборот е борба против ракот на дојката, да зборува гласно, да зборува за жените кои имаат таков проблем и да биде многу самоуверена, исто така гордо да ја представи Македонија. Кажи ми, настано заврши што заврши, меѓутоа сепак ти остави длабок печат и во македонската модна историја. Што ќе биде следно, а првично би сакал да те прашам што се промени во твојот живот кога ја зеде круната во раце, односно на глава? Многу работи се променија. Прво се промени мојот работен статус, да кажам, сега работам. И тоа работам едно од најубавите работи, да кажам, според мене, за мене лично. Од тука натаму мислам дека ќе продолжам со истата. Овој период малку ќе се фокусирам на моите студии, бидејќи исто така сум и студент, но се надевам дека ќе добиам многу добри можности, добри понуди и дека ќе продолжам со уште поголемо светло, да кажам, и уште поголеми крила. Дали се согласуваш дека на еден начин ова ти е и карта за билет за понатака, за поуспешна иднина? Да, дефинитивно се согласувам, како што реков и самата, сметам дека ова е одскочна даска за мојата кариера во модниот свет и се надевам дека ќе ми пружи многу можности од тука натаму и дека ќе се развива мојата кариера многу убаво на нагоре. Доаѓаш од Куманово, твојот роден град. Колку често си таму и дали имаш момче? Да, од Куманово сум. Многу го сакам Куманово. Секогаш кога имам можност сум во Куманово, меѓутоа покрај обврските едно друго не стигам секогаш, ама гледам и сметам дека доволно време сум таму, посебно покрај мојата фамилија, сите се таму и пријателите и се. А за момчето? Па сметам дека се уште не е време да одговарам на такви прашања. Добро. И кажи ми, еве, за крај, што би им препорачала на младите девојки кои се убави, имаат убава конституција, се и паметни, дали е добро да се пријават на вакви избори кои се одржуваат? Оти сепак се работи за избор кој е еден од најдобрите во светот. Да, нормално, ова, како што реков, и за мене беше карта за понатаму, може да биде и за некоја наредна девојка, за некоја следна девојка, и да не планира да се бави со такви професии во модниот свет, може да се пријави и треба да се пријави. Голема е гордоста да ја носите Македонија со себе во некоја друга земја и да ја представите пред целиот свет. Би препорачала да работи на себе многу и нека дојде, повелена е. Ти благодарам многу. Ви благодарам на вас. Македонија со години немаше избори за мис на убавина, а секогаш кога се одржуваат такви мисови во времето, имаше секакви скандали кои ги пратеа. За среќа, лани организиравме еден фантастичен избор за убавина, односно мис на Македонија за Мис Универзум. Помина во најдобар ред, немаше никакви скандали, мисицата ја испративме, си дојде со впечатоци од Мексико. Како уствари настана соработката со Македонија и Турција, бидејќи сепак се работи за турска агенција, агенцијата ДАН, која е од трите најдобри агенции во Истанбул и самата Турција, и соработката со Македонија. Како се воспостави всушност контактот? Пред се ти благодарам на пофалните зборови, баш тоа ни беше идејата и целта да го постигнеме уште минатата година, односно Македонија да ја видат надвор од границите и да биде представена на ниво како што е доликува, нели? Така да тргнавме со таа цел, господинот Шакир Села, како што веќе кажа, е од Истанбул, работи и живее таму веќе 30 години, но сепак е стар скопјанец, така да идејата почнува од него. Он преку него се роди, ги има лиценците за 5 најпознати светски избори и сакаше и Македонија да ја издигне, односно целата оваа манифестација да ја издигне на поголемо, повисоко ниво.
Господине Шакир, навистина направивте една благородна работа за нашата земја. Оти сепак ние со години немавме избори за убавина, посебно за двата најголеми и најпрестижни избори мис на универзум и мис на светот. Ви успеавте да го направите тоа и ги имавте лиценците и успеавте да ги организирате изборите тука кај нас. Што ве водеше и што ве мотивираше? После 30 години се враќате во Македонија, корените ви се од тука. Зошто го направивте сето тоа? Па како што рековте во почетокот, прво да ви се заблагодарам за добрите зборови, меѓутоа како што рековте во почетокот, поради тие скандали што се случува секогаш, ние имаме многу убави девојки тука. И секогаш сум сакал да направам нешто за Македонија и ова беше прилика една да се покаже Македонија на светска сцена. Лани, минатата година, изборот беше стварно направено на ниво. Ова година намераваме да направиме нешто поубаво, поголемо, по-спектакуларно шоу. Така да ќе видиме, ќе биде нешто убаво, сакам стварно да ги избереме најубавите девојки и да бидеме во иста димензија, линија со јужноамеричките девојки, мисици и со азијките, затоа што се тие водечка сила на изборите за мис. Така да ние правиме се убаво да изгледат нашите девојки, значи месец дена ги припремаме за изборот, не ги праќаме туку така, него ги припремаме со самата организација, значи од самиот почеток и минатата година, значи го баш како што спомна од тие скандали, све, значи се обидовме и успеавме да ги избегнеме сите неправилности, да речеме. Значи изборот се одви во најдобар ред, истото го сакаме и оваа година да се случи, но нели подобрено, уште подобро, уште поспектакуларно. Затоа ќе мора малце да го пролонгираме овој пат изборот. Денеска се случува кастинг, каде од 50 на девојки ќе одбереме една наша представничка, која ќе иде на Мис Юниверс 2025 во Тајланд, веќе патува на 29 октомври. Така да останатите девојки од нив ќе имаат шанса да влезат во првиот круг, односно во главното финале, во официјалниот настан, а другите девојки ќе имаат шанса уште еднаш да се пријават, односно ќе биде повторно отворен конкурсот, така да девојки пријавувајте се. Господине Шакир, луѓето можеби не разбираат дека манекенството е едно, одношто убавината е друго, да се биде мисица сосема друго, бидејќи денеска се променија стандардите, не е само убавина. Во прашање се бараат и други карактеристики, духовни, физички и ментални карактеристики. Што сметате вие дека е пресуден момент покрај убавината да се успее да се биде мисица? Не само тука, па и надвор од нашите граници, каде што ги испраќаме нашите мисици. Сега ние као прво бараме девојка која ќе биде, која ќе сака да работи, да ја представува државата како што треба и да работи на хуманитарни цели. Значи, нашата цел е ние не сме само организација за избори, него сме организација за хуманитарни цели. Значи, ќе работиме со болници кои се за канцер, за рак на дојка, како што е ова година ние мислиме да направиме нешто така, да намерата ние да сите доприноси кои ќе бидат на изборот да бидат дадени за рак на дојка. Така да мисиците, значи, треба стварно да изгледат убаво, паметни, да знаат представителни, да знаат што ќе одговарат кога ќе се праша на светскиот избор, значи знаете дека таму има неколку прашања. Да имаат многу самодоверба. Да имаат самодоверба и да бидат спремни на највисоко ниво, значи да изгледа стварно она комисија, некој модел. Модел е сосема друг. Според ваше искуство, што мислите, кој е потежок и позахтевен избор? Мис на светот или Мис Универзум? Сега, двете се две различни избори, значи Мис Юниверс е повеќе шоу. Меѓутоа Мис World е повеќе за хуманитарно, повеќе за повеќе култура. И знаете ли Џулијан Морли приватно? Се знаеме како не. Се знаеме со години, веќе многу години. Иначе да не се знаеме, не ќе можевме лиценцата да ја добиеме. Ова година најверојатно ќе биде изборот на Мис на светот во Ботсвана, каде што ние кој екипа сме поканати веќе да присуствуваме таму. И сигурно и од таму ќе ви пуштиме слики со Џулијан Морли, па. Да.
Иначе, како што Мис Юниверс е тотално шоу, меѓутоа Мис Юниверс има повеќе човекот име, нели? Повеќе... Да, и е по-стар, така беше, мислам, пред Мис Юниверс. Да, има повеќе се збори за Мис Юниверс него ли за Мис на светот, да, затоа што луѓето стварно престижно. Значи на тогодишниот беше луѓето повеќе сака да видат, да гледат спектакл, да гледат шоу, а тоа Мис Юниверс го прави стварно убаво. Многу добро. Да. Ве посакувам успех на сите избори, да избереме најубавата македонка и да не представува во најдобро светло таму каде што ќе оди. Благодариме.